Дали Зоран Заев го повика Димитар Ковачевски да поднесе оставка од позицијата лидер на СДСМ, говорејќи за начинот на кој дошол на власт, но и како граѓаните го поразиле на локалните избори во 2021, порача дека политичарите мора да преземаат одговорност. Оваа порака на поранешниот премиер доаѓа само неколку дена откако Стево Пендаровски и СДСМ доживеа дебакл во првиот круг од трката за председател. Партијата првпат имаше под 200.000 гласови. Заев овие зборови ги кажа од настан во Вирџинија САД во организација на Канвас, која важи за идеен творец на шарената револуција. So in September 2021, my political party lose local elections for mayors, and I take complete responsibility, and I go with resignation, because that is the democratic way. Somebody need to take responsibility and send a message that politicians must be responsible when they take it. Normally, people vote in the very fair and regular elections, and they decide to change our mayors. Ковачевски веќе два пати повтори дека не размислува за оставка по 8 мај, односно после изборите ќе имало конгрес на кој ќе се разговарало за негова и одговорност на партиското раководство. Кај нас во статутот е јасно регулирано одржување на отчетен конгрес на кој што се прави анализа на резултатите и потоа избори на кои што се бара изјаснување во однос и на председател на партијата и во однос на сите други органи на партијата, вклучително и на Централниот одбор, подпредседатели, извршен одбор и така надале. Според познавачите, судбината на Ковачевски веќе е позната, тој по изборите повеќе нема да биде лидер на СДСМ. Дефинитивно ќе си поднесе оставка, нема да чека до конгресот, заради тоа што свесен е во каква ситуација ја донесе СДСМ со неговите кадровски лоши одлуки, но и со лоши политики кои ги креираше, така да верувам дека ќе си поднесе оставка. Ова што сега вели дека нема, тоа е само предизборен маркетинг условно да не ги декуражи оние гласачи на СДСМ. Инаку во првиот круг од председателските избори СДСМ доживеа целосен дебакл. Пендаровски освои нешто повеќе од 180.000 гласови, што за оваа партија значеше дека првпат паѓа под 200.000 гласа. Претходно најслаб беше резултатот на Љубомир Фрчковски во 2009 година, кога освои 202.000 гласови во првиот круг од трката за председател со Ѓорѓе Иванов.